живот за месец ноември 2025 година, земено од Евангелието по Матеј, 5 глава, 9 ред. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божи. Неодамна една работна група, основана од 3 италијански универзитети, изјави дека во текот на една година на интернет биле објавени повеќе од 1 милион пораки исполнети со омраза. Се почести се насилните пораки против странците, евреите, а особено против жените. Јасно е дека не можеме да генерализираме, но секој од нас, во семејството, на работа, во спортот и така натаму, се сретнал со караници, навредливи и непријателски ставови што го разединуваат и подкопуваат општествениот соживот. Понатаму на глобално ниво, денес во светот се водат 56 вооружени конфликти, најголем број од Втората светска војна, со огромен број цивилни жртви. Во таков контекст, зборовите на Исус одекнуваат провокативно, вистинито и посилно од било кога. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божи. Секој народ, секој човек чувствува длабок копнеж за мир, слога и единство. И сепак, и покрај сите наши напори и добра волја, по илјадници години историја, се уште не се способни да постигнеме стабилен и траен мир. Исус дојде да ни донесе мир. Мир како што вели тој, не како што го дава светот, затоа што мирот не е само отсуство на војна, конфликт, поделба или траума. Неговиот мир е сето тоа, но и многу повеќе. Тој е полнота на животот и радоста, целосно спасение на човекот, слобода, правда и братство во љубовта помеѓу сите народи. Словото на животот за овој месец е 7-то блаженство, со кое започнува беседата на гората. Исус, кој ги воплотува сите блаженства, им се обраќа на сите ученици и ги поучува. Важно е да се напомене дека сите 8 блаженства се изразени во множина. Отаму можеме да заклучиме дека нагласокот не е ставен само на индивидуалниот став или личните доблести, туку на колективната етика, што се остварува во заедницата. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божи. Кои се миротворците? Ова блаженство е најактивно, најизразено во делување. Глаголот што се користи е сличен на оној во првиот стих на Библијата при создавањето и означува иницијатива и творечка дејност. Љубовта по својата природа е создателна и тежне кон помирување по секоја цена. Тие што ја научиле уметноста на мирот и ја практикуваат се нарекуваат синови Божи. Знаат дека нема вистинско помирување без дарувањето на сопствениот живот и дека мирот мора да се бара секогаш и по секоја цена. Тоа не е само самостоен чин, плод на човечките способности, туку пројава на благодата што ја примаме од Христос, кој е нашиот мир и кој не прави Божи чеда. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божи. Како можеме да го живееме ова слово? Пред се така што ќе шириме вистинската љубов на секаде, потоа да реагираме кога мирот околу нас е загрозен, понекогаш е доволно со љубов и целосно внимание да ги слушаме страните во конфликт и така да го начнеме решението. Понатаму, да не се откажуваме додека повторно не се воспостават нарушените односи, кои често се прекинуваат
без вистинска причина. Може би во рамките на организацијата, здруженијето или парохијата на која припаѓаме, би можеле да започнеме посебни иницијативи за потикнување на свеста за потребата од мир. Низ целиот свет постојат безброј големи и мали иницијативи што делуваат во тој правец. Маршеви за мир, концерти и конференции. И самото волонтерство создава бран на дарежливост што гради мир. Постојат и програми за воспоставување на мир, како што се програмата Living Peace. Досега на овој проект се приклучиле повеќе од 2600 училишта и групи, а повеќе од 2 милиони деца, млади и возрастни се вклучени во неговите активности на 5 континенти. Една од иницијативите е Коцка на мирот, инспирирана од уметноста на љубовта на Кјара Лубик, на чии страни се запишани реченици што помагаат во градењето на мирот. Вредно е да се спомне иницијативата Time Out, распространета низ целиот свет. Секој ден во 12 часот е момент за молк, размислување или молитва за мир. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божи. Текстот го подготвиле Летиција Магри и тимот на Слово на животот. Shadows they are falling.